Благодарам. Колешка Шакпаска, уште една потврда за неспособноста на СДСМ да менеджира со институциите е токму оваа итна сетница и токму овој предлог закон по скратена постапка. Имено, ветувањето беше уште минатата година кога се носеше буџетот за раст на платите во јавниот сектор од 5%, врз база на што се донесе и одлука на влада во јануари месец, издадена во службен весник број 4 од 10 јануар, за да ви текне до пред 2 дена од кога почнаа институциите да поднесуваат плата до УЈП дека треба да го измените законот за плати. Цели 8 месеци ве немаше никаде. Тоа е раководењето со институциите, колешка Јадога Шакпаска. Имено овој закон беше поднесен од владата во редовна постапка на седницата која што ќе отпочне од понеделник и ќе се завршеше по редовна постапка таму некаде во ноември по вашиот план. План по кој што работи оваа парламентарно мнозинство и оваа извршна власт. Вие поминавте даночни реформи по скратена постапка, па законот за плати со 3 реда го пуштате по редовна постапка на 7 јануари, која процедура ќе се завршеше дури во ноември. Истото беше и со методологијата за утврдување највисоки цени на нафтените деривати, која што знаевте дека ќе прекине, ќе заврши договорот со ОКТА во мај месец, па тогаш виновен беше Ѓорги Иванов што него подпишуваше законот и председателот на регулаторна комисија за енергетика не се сумнуваше од телевизија неколку дена. Сега не можете да најдете виновник. Тогаш ви беше Ѓорги Иванов. Сега не можеше да најдете виновник, па мораше сега оваа седница пред пратенички прашина да се одвива сега, за да ја исправаме неспособноста на оваа власт и оваа парламентарно мнозинство. Не, колешка Шакпаска, вие не поднесовте закон. На вас ви го дадоа да го поднесете како пратеници, за да го покриете срамот на оваа неспособна власт да и текне дека треба да го измене законот за плати цели 8 месеци. И уште да ве прашам, вредноста на бодот за зголемување од 5% во службен весник број 4 од 10 јануари се важи за државни службеници, а законот вика за сите вработени во јавниот сектор. Објаснете им на оние вработени во јавни институции кои што не се државни службеници, дали ова покучување важи за нив или не важи?